6 лица со фалсификувани ПСР тестови вчера сакале да влезат во Бугарија преку ДВ-Бајр. Сите патувале заедно. Според МВР, тестовите кои ги приложиле биле на нивно име, но им ги издала лабораторија која немала акредитација. 2000 евра казна доби 46 годишен жител на Кочани бидејќи се обидел да излезе од државата со лажна потврда за негативен ПЦР тест за COVID-19. 45 годишен лекар од гостиварската општа болница се сомничи дека изготвувал и на поединци им издавал негативни ПЦР тестови за COVID-19, а за возврат од нив добивал известна сума парични средства. Веста за инфектологот од Гостивар, кој за 4500 денари измамил 2 лица, е последна во низата јавно обелоденети случаи за лажни потврди за ПСР тестови. Само во последниве месеци се откриени 50 на фалт сертификати на граничните премини. Ако се толку лесно достапни, зошто полицијата не ги открива навреме? Апсолутно не е точно дека тешко се влегува во трага, напротив, ние како што го покажавме примерите, нели веќе ги санкционираме сите тие луѓе. 360 степени провери како се стигнува до лажен сертификат за негативен ПСР тест на црниот пазар во Македонија. Скопскиот аеродром е едно од местата каде покрај авионска карта и пасош се проверува и дали патникот со себе има документ за негативен ПСР тест. Тестот не треба да е постар од 48 часа, а проверката следува уште на првиот шалтер. Поголем дел од македонските, но и странските државјани се запознаени со дополнителната обврска за патување. Во зависност од тоа каде се патува, постојат и исклучоци, па дел од оние што ги затекнавме на аеродромот немаа документ за корона тест. Патувам за Норвешка, каде што живеам и сум резидент и во овој случај за луѓе кои што имаат регистрирано престојувалиште таму не е потребно да се направи ПЦР тест. А таму ви прават кога ќе стигнете тестови? Да, задолжително е бесплатно тестирање на аеродромот. Немаме, оти не треба, ние патуваме за Осло. Така ни рекоа да кога ќе стигнеме во Осло, тогаш во самиот аеродром ќе ни направат тест и ќе мора 10 дена на карантен да бидеме во хотел. Освен на аеродромот во Скопје, доказ за негативен ПСР тест се бара и на граничните премини кон соседните земји. На ДВ-Бајр на границата со Бугарија досега се откриени повеќе случаи со лажни сертификати, меѓу кои аферата со туристичката агенција од Скопје, која организирала тура надвор од државава за 30 патници, сите со лажни потврди дека се корона негативни. Но и покрај обидите на полицијата да го спречи, јавна тајна е дека цвета бизнисот со лажните сертификати за ПСР тестови. 360 степени истражуваше колку е тешко или лесно да се изигра системот, па наместо со валиден тест направен во акредитирана лабораторија, границата да се мине со фалсификувана потврда. На странски интернет страници на големо се продаваат лажни потврди за ПСР тестови, ковид пасоши, па дури и вакцини против COVID-19. На така наречениот Dark Web до кој се пристапува од посебни пребарувачи, има дури и специјални понуди, па за купени 2 негативни ПСР теста се добива трет гратис. Во Македонија, наместо на интернет, се чини дека црниот пазар успешно функционира преку принципот на препорака или преку посредник. Со десетина телефонски повици за само неколку часа успеавме да обезбедиме контакти од лица кои имаат искуство со изработка на лажни потврди за ПСР тест. Дел од нив беа од Скопје, но ги имаше и од неколку места од внатрешноста. Според информациите што ги добивме, цените за лажните сертификати за ПСР тестови се движат од 20 до 50 евра. Од трите понуди до кои дојдовме, избравме една со која решивме да одиме до крај. Единствено што ни побараа беше име и презиме на тој што ќе патува, матичен број и датум на патувањето. За неполни 2 часа од првиот повик добивме информација дека потврдата е готова и дека ќе ни биде доставена преку посредник. Нашиот лажен сертификат за негативен ПСР тест не чинеше 2000 денари. На прв поглед, фалс документот ги имаше сите елементи што би се очекувале за ваква потврда. Лого од внимавајте јавна здравствена установа, потпис и печат од лекар за кој дополнително проверивме дека навистина постои и дека работи во наведената институција. За да се осигураме во веродостојноста, обезбедивме и валиден документ од истата лабораторија. Освен во делот за печатот за акредитација, двете потврди во се друго беа идентични.
Како полицијата ги разликува фалсификуваните сертификати од оригиналните? Во моментот кога ќе се посомнева дали шалтерскиот работник на аеродром или полицискиот службеник кој поминуваат овие документи дека нешто не е во ред со ПСР тестот, се контактира лабораторијата која што стои дека го издала тестот или Институтот за јавно здравје, се прават консултации и доколку се утврди дека нешто не е во ред со тестот, тогаш се презимаат соодветни мерки, односно во координација со обвинителството се одредува приведување на лицето и на тамошна постапка за санкционирање соодветно со соодветна кривична пријава. Ќе ви кажам само еден пример. За неколку часа успеавме да исконтактираме најмалку тројца поединци кои беа подготвени за еден ден да изработат фалсификуван тест. Ако се толку лесно достапни, зошто полицијата тешко им влегува во трага? Апсолутно не е точно дека тешко се влегува во трага, напротив, ние како што го покажавме и примерите, веќе ги санкционираме сите тие луѓе. За жал, криминалците ја користат и оваа ситуација да направат злоупотреба, односно да прибават за себе противправна имотна корист, не водејќи сметка дека на тој начин се загрозува и здравјето на граѓаните. Се разбира, ние за сите овие случаи постапуваме. Според сознанијата до кои дојдовме, фалсификаторите веќе имаат искуство со изработка на други лажни документи, но полицијата открива и случаи кога во недозволениот бизнис се вмешани и правни лица, како примерите со туристичката агенција или лекарска ординација. Според информациите на веб страницата на јавното обвинителство, само во текот на март за 10 лица во вакви случаи е покренато обвинение, а уште за 15 се побарани глоби од по 2000 евра. Меѓу осомничените има и домашни и странски државјани, а главно се гонат за делото фалсификување исправа. Освен парична, за ова дело е можна и затворска казна до 3 години.